Оризопроизводителите не се задоволни од цените по кои во овој период се откупува арпата, поради што повторно го блокираа магистралниот патен правец Кочани-Штип. На тој начин протестираа против ниските откупни цени и високите трошоци за производство. На пунктови кај селата Облешево, Чифлик, Чешиново и Крупиште излегоа со трактори и земјоделска механизација. Најавија дека блокадата ќе трае и во наредниот период, додека не остварат средба со надлежните владени представници, сакаат да им ги изнесат своите проблеми. Ако светот се соочува со недостаток на храна, ние имаме висеток на храна, ние имаме преку 10.000 тони, значи ориз, што може владата да го пласира. Тие ги интересира само енергетска криза, па храната е поголема криза од енергетската криза, да се разбереме тука. Ние бараме следното. Бараме да дојде министро и премиеро. Цената 40 до 45 денари за оризова арпа. Во колку не најдат за сходно, механизацијата и народот ќе останат на патот за 10, 15 и 20 дена. Ќе оставиме и трактори, ќе го оставиме и оризо, не е нако треба. Ние не можеме за 20 денари да произведуваме храна. Кога нашата производна цена е 35 до 38 денари. Производителите на ориз истакнаа дека минималната откупна цена не смее да биде под 40 денари за килограм арпа, иако тоа ќе биде доволно само за да ги подмират основните производствени трошоци. Оризот подхитно да се стави на заштита на растенијата, како што ставен тутунот и гројство. Бидејќи со оризот се манипулира, се увезува и ние останавме овде, така речено, сами да се снаѓаме, сами да најдеме пласмани и сето тоа што ние не сме во можност, ние да најдеме пласман. Ние сме за да произведеме. Барањето од страна на група пратеници е поставено во собранието и бараме на првата седница, што ќе се одржи во собранието, подхитно да биде ставено на дневен ред. Воспротивно, овие блокади ќе продолжат и понатаму. На протести излегоа и земјоделците од Крупиште, Карбенци, Долни Балвани и околните села во Штипскиот регион, при што за остварување повисоки приноси побараа и поквалитетен семенски материјал. Сакам прво да го пофалам тоа нели од оваа влада што го оваа година со 3 денара нели што ги даде како дополнителна како поддршка нели на продадена арпа, да не сме ограничени. И имаме тука проблеми кај нас што немаме семенска рова. Значи имаме субвенции, дават пари за семенска рова, нема одека семенска рова да купиме. Значи сакаме сакаме едноставно да искараме повеќе производ, нема дека има семенска рова, кажи. Кој дава документи? Дали има 10% што продават семенска рова? Значи џабе одеме ние сакаме да земеме семенска рова, затоа не можеме да искараме толку и квалитет. Поддршка на земјоделците кои протестираа дадоа и партиски членови на ВМРО-ДПМНЕ. Тие ја повикаа власта да преземе соодветни мерки за решавање на проблемите во земјоделството, да најде соодветен пласман на храната, наместо таа да се фрла на буниште или да скапува на нивите. По блокирањето на магистралниот пат Кочани-Штип, оризопроизводителите кои протестираа против ниските откупни цени и високите трошоци за производство ја отстранија земјоделската механизација од коловозот. Сепак велат дека тоа е само привремено, затоа што во меѓувреме се договараат за натамошните активности. Ке се договараме натаму како да биде, што да биде и важно што, значи штрајкот не е прекинат. Штрајкот ќе продолжи, меѓутоа во кој време период ќе биде, ден, два, три или една недела, да ќе видиме како ќе биде. Па испратиме уште едно писмо до министра за земјоделие и следно бараме со него. Сите проблеми се решаваат со разговори, со преговори. Меѓутоа, за се решава, слух нема, тоа ни да... Значи никаква најава нема за средба. Членови на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани подготвиле трошковник за производството на арпа за оваа година. Според него, минималната сума што треба да се издвои за подготовка, сеидба и жетва на 1 декар изнесува околу 12.000 денари. Зоран Борисов од Сдруженијето вели дека пресметката со трошковникот ќе биде доставена до Министерството за земјоделство, а во неа се наведени просечните количини и актуелните цени на нафтата што е потребна за подготовка на единица површина оризова нива. Исто така наведени се трошоците за набавка на семе, за ѓубриво и заштита на оризовото растение, за воден надоместок, како и за жетва.
Неофицијално во Сдруженијето добиле сознанија дека во Министерството се планира минималната откупна цена да биде меѓу 30 и 32 денари за килограм арпа во зависност од сортата. Исто така, треба да останат редовните субвенции за засејана површина, а со мерката за зелена нафта да има 100% покривање на трошокот за набавка на горивото. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека поддршката за оризопроизводителите ќе продолжи, при што изрази подготвеност за средба со нив. Со низа мерки и политики секако дека даваме силен акцент на оризопроизводството, па еве на наша иницијатива и легислативата се менува се со цел да стане стратешка култура која што ќе биде откупувана и од страна на стоковите резерви. Како што кажав, ако за некои производители се зголеми поддршката, тоа е за оризопроизводителите од 6 на 18.000, па дури и до 25.000 денари по хектар, доколку ги употребат сите агротехнички мерки и доколку ги исполнат сите стандарди кои што се поставени, така да сериозна е поддршката. Нема година во која што ние оставивме да немаме дополнителни мерки за поддршка. Го исполнивме и нашето последно ветување во клучните ветувања дадени пред граѓаните, тоа е интервентниот фонд, интервентната програма, и сме единствена земја која што во регионот ја има истата. Секако дека сите барања кои што се доставени и за средби и за конкретните состојби ќе бидат разгледани и од мене и од мојот тим, и ние буквално сме секој ден на терен и секој ден сме со земјоделците, многу повеќе од тоа што сме во Министерството, токму на база на тоа искуство денеска го предлагаме овој нов концепт. Со оглед што за еден месец треба да почне жетвата на новата реколта на оризот, земјоделците очекуваат навреме да се најде решение за откупната цена, за да можат да ги покријат трошоците за производство. Членовите на доброволното противпожарно друштво од Кочани го добија првото возило за интервенции, што им го донираа нивни колеги од Хрватска. За само една година од формирањето на друштвото, пожарникарите волонтери успешно ги комплетираат кадровските, просторните, материјалните и техничките потреби за гаснење пожари и за интервенирање во вонредни услови. Токму за првиот роден ден на доброволното противпожарно друштво им пристигна и неубавиот подарок од пријателите од Хрватското противпожарно друштво Тужно кај Вараждин. Добиено е навално возило од марката ТАМ 130 со резервоар за вода и дополнителна опрема за гаснење пожари. Возилото располага со просторна кабина за 6 пожарникари, а без разлика што веќе е користено, тоа е одлично зачувано и ќе биде од огромна помош на пожарникарите волонтери во наредниот период. Упатувајќи благодарност за поддршката до хрватските колеги, кочанските пожарникари волонтери најавуваат дека се подготвуваат за одбележување на првата годишнина од основањето на друштвото. Се навршува година дена од формирањето на доброволното противпожарно друштво на Кочани и по тој повод се организира 12 часовен настан кој ќе биде организиран на 17 септември, сабота, во просториите на територијалната противпожарна единица. Во текот на настанот ќе биде опфатена промоција на нашиот дом, промоција на новото противпожарно возило, имаме предвидено настани за најмалите, секако и на крај музички дел. Нашето друштво ги одржува контактите со сите 50 членови, кои веќе знаеме се поделени во две екипи, односно 25 члена интервентна екипа која излегува на терени и 25 члена екипа за логистичка логистичка единица како поддршка на интервентната единица. Одбележувањето на првиот роден ден на доброволното противпожарно друштво од Кочани в сабота ќе почне од 15 часот и ќе трае во текот на попладнето и вечерта. Викендов почнаа првенствата во третата фудбалска лига Исток и во првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кои учествуваат и екипи од Кочани. Во првото третолигашко коло, фудбалерите на Осогово во неделата на стадионот Никола Мантов беа домакини на тимот на Победа од Валандово, при што постигнаа убедлива победа од 6:0. Во текот на целиот надпревар доминантна улога имаа жолтосините, а постојаниот притисок кон голот на гостите
резултираше со водство од 5:0 уште во првото полувреме. Во вториот дел од надпреварот беше поставен конечниот резултат, при што Манов постигна 3, Цветанов 2, а Стоиловски 1 гол. Победата на домакините можеше да биде и поубедлива, со оглед на пропуштените сериозни шанси да се затресе противничката мрежа. Во следното коло Осогово ќе гостува во Берово против екипата на Малеш. Во правенството на втората фудбалска лига се одигра четвртото коло, во кое Слога од Виница на домашен терен играше нерешено 1:1 во соседското дерби со Каменица Саса. Со трите нерешени резултати и единствената победа во првото коло, Виничкиот второлигаш има 6 бода и се наоѓа на 6-та позиција на табелата. Во следното петто коло ќе гостува на екипата на Беса во Гостивар. Викендов се одигра и првото коло во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Екипата на ЖФК Кочани, која по неколку сезони повторно се врати во најсилното друштво, гостуваше во Струга против фаворитот АС Юнајтед и доживеа висок и убедлив пораз од 7:0. Во првото полувреме нашите девојчиња играле доста слабо, а како резултат на тоа примиле ефтини голови. Во вториот дел влегле поорганизирано и поконцентрирано, пошто не дозволиле промена на резултатот. Од клубот најавуваат напредок во играта во продолжението на првенството, а во следното коло женскиот фудбалски клуб од Кочани ќе биде домакин на надпревар со шампионот Љуботон од Тетово. По завршувањето на летните одмори и почетокот на новата учебна година, џудо клубот Гладиатор од Кочани ги продолжува редовните активности и тренинзи. Како и во изминатите сезони, и оваа година ќе се тренира 3 пати неделно, односно в понеделник, среда и петок, во салата на основното училиште Малина Попиванова. Како што наведуваат од раководството на клубот, во новата сезона ќе се реализираат подготовки за настап на џудо турнирите во државата. Истовремено објавен е и повик за запишување во клубот за сите заинтересирани граѓани на Кочани, кои сакаат да ги научат тајните на оваа благородна вештина. Мотото на кампањата, што е упатено кон родителите, гласи: "Одберете џудо за подобра физички развој на вашите најмили." Заинтересираните за запишување во клубот и за изучување на тајните на џудото можат да се пријават секој понеделник, среда и петок во салата на основното училиште Малина Попиванова. Во склоп на клубот, како новина, е воведен и инклузивен џудо.